По повеќекратно одложување, конечно започна изградбата на продолжетокот од булеварот Видо Смилевски Бато кај спортскиот центар. Со изградбата на оваа сообраќајница ќе се придонесе за намалување на сообраќајната гужва во централното градско подрачје, посебно во делот на транзитот на тешките товарни возила. На отпочнувањето на изградбата на оваа делница присуствува градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи и заменик министерката за финансии Ширие Телези. Значи денеска сме тука за започнување на теренските работи во однос на продолжувањето на индустрискиот булевар. Се работи за проект кој е проектиран од страна на општина Тетово, се финансира со заем од Светска банка на средства близина до 900.000 евра. Исто така, должината на овој сегмент е 700 метри, со двете страни, значи на булевардот, со ширина од по 7 метри, со зелениот појас со ширина од 3 метри и од двете страни, значи тротуарите во ширина од 2,5 метри. Овој е еден од проектите со кои ние се пријавивме, значи на повикот на Светска банка, истиот го добивме. Заменик министерката за финансии Елези го потенцира ангажманот на Министерството за финансии во реализацијата на овој проект. Иначе денес сме тука за да промовираме отпочнување на еден многу важен проект, преку проектот за подобрување на општинските услуги кој се финансира преку Министерството за финансии и Светската банка, односно во општина Тетово почнување на реализација на изградба на булевардот Видо Смилевски Бато. За него се одвоени на 990.000 евра. Исто така преку овој проект ќе се подобри можноста за да се дислоцира метежниот сообраќај во центарот на градот, во периферијата, а од друга страна бенефит ќе имаат сите жители на Полошкиот регион кои ќе гравитираат до граничниот премин Јажинце. Градоначалничката Арифи вели дека и покрај изградбата на оваа сообраќајница, општината ќе бара од Министерството за транспорт и врски и владата да се работи на клучката кај село Требош, кое е вистинското и долгорочно решение за елиминирање на влезот на тешки товарни возила во градот.